Добре дојдовте во процеса. Докаде се подготовките во државата за да може да се врши трансплантација и на други органи, не само на бубрези, кој може да биде потенцијален донор, како би се одвивал целиот процес? Разговарам со националниот координатор за трансплантација и раководител на Карил, доктор Маја Мојсова. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и баш во суштина сум срекна што може малце повеќе да го објаснам процесот. Ете така, во контекст на тоа, во минатата емисија имавме двајца пациенти кои што нели имаат потреба од срце, кои што поставија некои дилеми, поставија и некои прашања. Сакавме да ги слушнеме прво ние, концептот беше таков, а сега вие да ги објасните, работите. Но пред да почнеме со се друго, има ли можност во скоро време во државата да се прави трансплантација на срце? И можност и ние работиме на тоа. Значи, практично во оваа година и сме помислиле. Многу работевме на спремање на протоколи, на спремање на тоа што се тоа е многу еден комплициран процес. Системот и покрај системот и протоколите оперативни и други протоколи кои што треба да се запазат. Значи, многу работевме на тоа. Зашто никој не смета дека тој систем, тие протоколи се многу битни, затоа што се невидливи за народот. Знаете, за народот е видливо тоа што е нели на крајот, крајниот производ, ако има трансплантација. Но се ова што го работиме дава добра база. Прво и затоа и сме некако на некој начин и подпомогнати, односно диригирани од Евротрансплант, односно од европските современи земји. Дека тој систем мораме да го направиме. Еден правичен, транспарентен систем во кој што ќе влезат пациентите кои што сакаат да се трансплантираат. Значи, не сите пациенти, туку треба и пациентот да сака да се трансплантира. Значи, кои ќе дадат согласност, прво, значи да ги верификуваме тие, да ги ставиме во некој софтверски систем, да можеме после тоа кога ќе има потенцијален донор, да можеме да го видиме мечингот и да го добие срцето, тој што во моментот најмногу му треба, што е највисоко на листа, кој што е најкритичен и кој што одговара по други параметри како што се крвна група, димензии и така на. Многу работи се во прашање за да му и затоа и софтверот е малце потежок за нас, поготово за мене како доктор за софтвери не разбирам, значи мора да работиме со колегите од мој термин, техничка поддршка за да можеме, бидејќи тој софтвер веќе го имаме за бубрези. И се уште го пробуваме да видиме како ќе биде, затоа што и тоа треба да знаеме дали софтверот стварно ќе одговори на потребите на тие што чекаат органи. Добро, се работи сепак, еве, да се задржиме уште малку на луѓето на кои што им треба срце. За 23 луѓе, како ќе се решава нивниот проблем додека сето ова не се искристализира? Вака, вие зборувате за 23 луѓе кои што се во здруженијето, кои што имаат механичка потпора на срце. Половина од нив имаат механичка, половина немаат, колку што знам. Сега да. Тие кај некој не може да се стави механичка. Значи, според некои параметри тоа не е моја проблематика, значи не е моја експертиза за да можам да го дискутирам тој дел. Но тие пациенти секако сите се влезени на листа. Знаете, сега настанува некој како проблем, како дали сме на листа, сите ли сме, кој е на листа? Сите се на листа. И сите прашуваат. И сите прашуваат. И да, сите се на листа, никој нема да биде прескокнат. Дури ќе има нови пациенти за жал. Ние не ќе да има нови, ама веројатно како иде стандардот на живење и стресовите и се натаму, доаѓаат многу повеќе пациенти. Сите се на листа, но ние сакаме таа листа да ја направиме според протоколи. Сега во среда ќе имаме состанок со практично таа се вика комисија за heart failure, односно за срцево попуштање, кој што опфаќа сите стручни лица во Македонија, значи дури од приватните болници, кои што ќе ги одредиме критериумите. Значи мораме да ги одредиме критериумите по кои што листата, да сите се на листа, ама критериумите по кои што кој како ќе биде бодуван. Бодувањата не идат по нешто, бодувањата се преведени во бројки и букви, ме разбирате? Не поврски како што за да не мора да биде видливо за тој што го гледаме, разбирате, затоа што тоа се е преведено во некаков систем за да на крај едноставно биде мечингот. Ме сваќате. Така да на тоа работиме, ние тоа е многу битна работа. Тоа е многу важна работа и за нив и за нас како процес, значи како тие кои што го иницираме процесот или кои што го работиме и сакаме да го развиваме, но и за другата страна, значи многу партиски ова, не во смисла на партија политички, многу делови од специјалности се поврзани и сакаме да имаме консензус, да. Добро, има многу
дилеми и непознаници околу целата таа работа, кој се може да биде потенцијален дарител, донор? Дарител. Еве дарител, мислам дека е поубав збор. Секој може да биде донор, Таа тема е во државата се да. И ова неколку пати. Значи, секој е дарител доколку во текот на животот не се изјаснил кај нотар дека не сака да дарува органи. Сега тоа вака звучи, да, и са кој би одел во здравие, вака кога сме живи и здрави, нели? Са јас ќе одам на нотар и изричито ќе одбијам. Да објасниме наједноставно дека може ли од жив и што од жив донор може да се трансплантираат бубрези, се работи за дупли органи, нели, каде што другиот и дарителот ќе може да живее со едниот, или до четврто колено, значи во родбинска врска до четврто колено, или доколку се работи за пријателство некој, треба да се докаже на етичката комисија дека се стварно работи од некаков емотивен, а не од финансиски, значи. Тоа мораме да го надминеме, тој дел финансиски, затоа што се тоа влегува во некакви си орган трафикинг или како би се рекло тоа, пазар на органи, кој што не сакаме да го имаме. И втората работа, дел од црниот дроб може да се трансплантира, една многу така тешка операција, интервенција, кој што може доста да го загрзи дарителот, но во земји кои што немале друг начин и тоа е развиено до висок степен, како што е Турција, например, каде што тек сега почнуваат да развиваат кадаверична трансплантација, односно трансплантација од починат донор, па ти отишле во друг правец на усовршување на жив донор, значи дарител од жив донор за црниот дроб, што се однесува за срце. Само од починат донор срце. Кој здрав би можел да се починат донор? Вака са. Баш би сакала да го објаснам процесот, што значи на мозочна смрт, да. Кога некаква случка ќе има во мозокот, дали е тоа инфаркција, дали е крварење масивно, дали може и сообраќајка во кој што е настрадан мозокот. Кога ќе ги примеме тие пациенти, најчесто и завршуваат во интензивните лекувања, бидејќи кога не работи мозокот, тие не може да дишат, не може да зборуваат, запаѓаат во кома. Ние во тој процес пробуваме да го одржиме мозокот, нели? И во тој процес, додека го одржуваме не само, пошто мозокот е повреден, не го сакаме да му дадеме и храна, и кислород, и циркулација. Во тој процес, нели, нормално користиме и лекови кои што и сите органи ги одржуваме. Мозокот е пилотот во организмот. Во мозокот се наоѓаат сите центри главни за живот. Дали е тоа дишење, кашлање, спиење, значи сите центри. Кога ќе настане таков голем инсулт во мозокот или мозочното стебло, пациентот може да отиде кон мозочна смрт. Како тоа знаеме ние дека е мозочно или се сомневаме дека е мозочно мртов? Според тие утрински, на секоја визита утринска се проценува состојбата на мозокот, се вика една скала, Глазговкова скала, која што е од 3 до 15, ако е 15 свесен буден, тројка, значи нема никакви рефлекси. Во тие проверки ние можеме да речеме да ова е суспектно, но тоа не е крајот. Тоа е само почетокот, да ова е суспектно за мозочна смрт, но мораме тоа ние да го докажеме. Се прават, тоа се 9 вида на тестови, клинички тестови, кои што се прават покрај креветот, значи покрај пациентот, се видливи за сите кои што се во интензивното. Од доктор интензивисти, анестезиолози, неврохирурзи, сестри и тоа. Се прават тајна, ништо не се прави. Се прават тестовите и се гледа дека да и се позитивни за мозочна смрт. Тоа е едниот тест. За 6 сата, 3 до 6 сата, кај возрастни пациенти, кај децата, па дури и поразвлечено времето, за 12-24 сата се прават вторите тестови, кои што исто такви се тестови, и при тоа се прави една проба во која што да видиме дали респираторниот центар одговара на недишење. При тоа не го загрозуваме. За цело време пациентот добива кислород. Не сакам да навлегувам повеќе во медицинските. Од кога ова ќе го завршиме, тогаш и закажуваме некакво си параклиничко испитување, најчесто кај нас е тоа класичната ангиографија, церебралната ангиографија, за да имаме потврда, затоа што ние клинички знаеме дека тоа е мозочна смрт, но уште една потврда која што ќе ни каже, како се вика, инструментална потврда, значи нешто што е видлива и за да. Се бараме формирање на комисија за докажување на мозочната смрт. Таа комисија формира Министерство за здравство, не јас, не болничките координатори. Дали ме сваќате?
Таа е независна комисија од независни лекари кои што се најчесто анестезиолози, неврохирурзи, невролози, отприлика од тие бранши, кои што независните тие не учествувале во лекувањето и никогаш немале контакт со донор. Да. Се повикуваат, ги прегледуваат сите знаци, дури ако сакаат уште еднаш може да ги направат клиничките, го прегледуваат параклиничкот, односно инструменталниот, и кога ќе се состане комисијата, тогаш и се прогласува смрт. Зашто мозочната смрт е смрт. Пациент без мозок не може да живее. Говориме сега за случај за кој што вие проценувате дали може да биде донор или за секој пациент кој што е во мозочност. Видете вака, ако процениме во целиот тој процес кога ни е суспектно дека е мозочно, па ги направиле тестовите првите, па гледаме дека е мозочно, ние правиме некаков скрининг на органите да видиме нели дали се добри. Зашто некогаш испаѓа дека се например бубрезите полицистични. Да, но секако ги оштетувани црниот дроб, срцето, значи срцето се донира според новите протоколи до 50-та година. Беше че до 40-та беа многу строги правилата. Не би сакале ние да ги загрозиме пациентите што ќе добијат органи. Ние би сакале да им помогнеме да имат квалитетен живот. Така и таката проценката иде во тој смисол. И доколку во тој период ние одлучиме дека не е баш доноров, бил на диализа, например. Ако бил на диализа, секако се сите органи оштетени. Затоа што самата диализа нели реално не е она што е физиолошки за организмот. Од кога ќе се собере комисијата, значи се заклучува и се става времето на смрт. Како што секаде пишуваме и дури кога ќе почине пациент, пишуваме време на. Значи од кога комисијата ќе го заврши своето, тогаш пристапуваме кон фамилијата. Не тие во комисија. Тие во комисија си ја завршиле на зависна својата работа. Тука исклучуваме секакви можности за манипулација. Да. Тоа сакам да ви кажам. Тоа е така контролиран систем, така контролиран процес. Практично контролата едни на други си ја правиме. Значи не можеме да прогласиме мозочно. Не одлучува еден човек. Не. И тоа е убавината на тој, затоа кога зборувам за законот, тоа е убавината на тој закон, затоа што тој закон дава контрола, не само правна, и професионална, и некаква субјективна, да речеме, нели субјективно сите подложиме на некакви емоции, така. Баш ги исклучува сите можни субјективни емоционални моменти за да немаме воопшто никакво сомневање кога се работи. И кога е прогласена мозочната смрт, ние сме сите сигурни, а тоа се многу луѓе кои што се нели во целиот процес вклучени, дека е тоа дефинитивно. Сега каков е тој пристап до семејството? И верувам дека вие работите баш таму кај што се тие најтешки случаи со брекајки, повреди и така натаму, најчесто такви случаи. Какви реакции има од луѓето? Не само во ситуација кога барате да бидат... Туку и во ситуација во секој тешка така. Во секој тешки ситуации, на очај, на мака. Видете, што заклучивме ние во текот на годините на работење со стварно тешки пациенти, според ме тешки пациенти кои што од полно здравје, нели, не знам, завршило со браќајка, па одеднаш се случува. Прво, тоа што е најбитно за пациентите, искреноста наша. Дали ме разбират? Прво нашата професионалност нормално, искреноста во однос на сите постапки на тоа што работиме околу пациентот, нашите сомнежи, нашите идни инвестигации, нашите идни чекори во однос на лекувањето. Во суштина градиме систем на доверба. Затоа што тоа е многу битно. Некако позитивната енергија, еден систем на доверба некако и позитивно делуваат и за пациентите и за нас како лекари кои директно сме вклучени во лекувањето. Тој систем на доверба дури кога се работи за пациенти кои што имат некаква повреда на мозокот, без разлика од било кој карактер, знаат фамилиите дека се работи за мозок. И ние во текот на тој процес им објаснуваме колку е мозокот битен и колку дека може пациентот да остане со некакви оштетувања кои што ќе се пролонгираат, може ќе доведат до инвалидитет. Се трудиме на фамилиите на пациентите да објасниме се. Нормално најнародски, затоа што е многу тешко медицинската терминологија некој да ја разбере. А дури во моменти кога пациентот завршил како мозочно мртов и кога сме приуѓале, имало и лоши моменти, морам да ви признам, но имало и моменти во кои што разбират и точно разбират дека се сме направиле да го спасиме. И точно разбират дека сега е моментот во кој што виште ништо не можеме да направиме. Не викам дека фамилиите на пациентите немаат дилеми, имаат дилеми, верувајте. Пред некој ден разговарав со
фамилија од пациент кој што донираше. Значи, за мене херои, стварно. Едноставно многу свесни во однос на дарителството на органи, многу свесни за состојбата на нивната сакана. Пред година дена тоа се случи, за да во еден неврзан разговор ме праша дали во суштина, доколку не ги дарувале органите, нивната сакана ќе била жива. Не. Значи, тие се дилеми кои што се провлекуваат, после тој јас би сакала да ги објаснам дека мозочно мртов пациент не може да биде жив. Ние вештачки одржуваме органи и тоа се има време. Не може безвременски да одиме 10 години. Значи, 10 години не можеме. Во тој период, додека ние одржуваме органи, во тој период може во суштина да добиеме, нели, согласност и да одиме во процес на кондарителство, кондарување на органите. Тук и сад да ви го објаснам уште процесот, тука не завршува. Ако добиеме согласност, тогаш почнува препраќање, хајла, типизација од дарителот, нели, па мечингот, па нефрологија, па се покренуваат многу екипи. Сега веќе покренуваме и други екипи. До сега покренувавме, но не беа соодветни донорите во однос на срце, али во однос на, нели, проценка. Сакавме да видиме како ќе иде процесот за да идат екипите како ќе иде, пошто тоа е стварно мултидисциплинарен. Значи ги будите екипите во 12 навечер ги купите. Нели, трансфузија, нефро, кардиохирургија, кардиологија, за да се процени гастро, еве дај Боже, јас би сакала да биде тоа и абдомен, нели, абдоминалната хирургија и црниот дроб. Но работиме на тоа. Прво работиме на ваков начин да допреме до граѓаните што значи сето тој, кога е дарувањето, нели, возможно на органи, така, кога некој ќе биде мозочно мртов или некој од вашите блиски, кога ќе ви кажеме дека од комисијата го заклучила од сите испитувања и дека тогаш можеме да размислуваме. Во законот сите сме донори. Така. Сега за прв пат годинава направена е програма за 2020 година, се воведува трансплантација на срце и црн дроб. И коскени делови и ткива. И рожница, мислам. И рожница, да, само што ќе видиме дали рожницата ќе биде некаде од некакви си банки за рожница или ќе биде рожница од нашите дарители, се уште не сме го расчистиле тој момент. Многу е тешко, солидни органи се многу тешки во суштина за работење, не во таа смисла. Знаете како има дарување трансплантација на матични клетки, ама тоа се клетки, тоа е земање крв и тоа не е голем товар за еве јас сум дала. Јас сум дарител на пример односно ме ставиле во процес доколку, нели, бидам со неколку на таа листа, да. Овој дел е многу потежок, Во еден момент вие губите близок, во другиот момент доаѓаат некои луѓе, нели, како мене, некои доктори вика дали би дарували, тоа е веројатно многу шокантно за нив во тој момент да одлучат. Да, во процесот и во тој законскиот дел постои некои 6 часа во кои што може да ги оставаме време и да се видат фамилиарно и да направат муабет, да испијат кафе некаде. Ги спојувате, значи? Не. Кога збориме со фамилијата ние за дарување, им оставаме време, не им викаме сега веднаш одлучете сега или сад, нели, ме разбирате. Ве прашав ова затоа што мене ми се провлече една мисла дали во законот е предвидено да утре тие семејства се сретнат. Видете, во законот не е предвидено, но не е предвидено ние да ги спојуваме. Значи, не е предвидено ние да ги спојуваме. Ние како институција, или како министерство, или како национален координатор, како доктори не, но секако се наоѓаат, верувајте. Толку е мала земја што се наоѓаат и точно знаат во суштина кој орган са за бубрез изборуваме, дека тој орган отишол таму, а тој бубрек отишол таму. И не е лошо да се видат. Веројатно им треба само еден момент во кој што ќе може да си го искомпензира тоа. Сега говориме за трансплантација, да расчистиме во јавно здравство или ќе биде возможна и во приватното здравство? Сега во јавно здравство. Ве прашувам затоа што многу се говореше еден период дека приватните се повеќе подготвени. Се спомнуваше и некое јавно-приватно партнерство. Што предвидува законот? Што се однесува до тоа јавно-приватно партнерство, колку што сум јас упатена, не е во мојата ингеренција, морам да кажам, да. Ниту пак е влезено во програмата или па законските мои обврски не се во врска со тоа. Прво морам да кажам дека во Македонија досега никој нема трансплантирано срце. Ни приватни, ни државни, така да ако сме реални.
не сме имале воопшто трансплантација на срце, за да можеме да зборуваме дека некој има повеќе искуство, некој помалку искуство. Што се однесува до сегашната ситуација, значи во суштина само може државните институции тоа да го вршат. Моje лично мислење, ако ме прашувате, сметам дека во оваа вулнерабилна фаза на развој на една од најтешките програми во здравствениот систем, сметам дека треба да остане многу под контрола на државна капа и во јавното здравство, каде што имаме контролни механизми и каде што ќе избегнеме било каков сомнеш во односот на пазарење со органи. Така. Не може да злоупотреби. Не викам дека понатаму како ќе се развиваме, не викам, не можам да кажам сега од оваа гледна точка не можам да предвидам иднината толку далеку. Но можам да ви кажам дека единственото нешто што во суштина во последниот разговор со националниот координатор на Хрватска пред година дена кога беше тука кај нас, нормално никој не сака да се меша во внатрешните политики на земјите. На некој начин ни кажа дека не ни е многу паметно да одиме по тој пат. Затоа што вика вие се уште немате здрав систем, немате разработен систем и прито отварате уште поголеми проблеми во однос на тоа. Знаете што нас не е битно во тој систем? Са на крајот на криштата стварно кој ќе трансплантира, еве да речеме дека е на некој друг ингеренцијата. Мене како национален координатор и ние сме две кои што го работиме ова, нас не е битно да овие макотрпно. Нас не е битно, важно дека овие пациенти кои што се на листите, дали се тие за срце, дали се за црндром, за бубрези, ние и повеќе ги познаваме, добијат еднаква шанса, да добијат праведен и транспарентен систем. Дали мислам тоа е и она што е тоа е основата на целата наша програма, да. Тоа е основата на програмата, да тој транспарентен систем биде некако врзан со некаков си математички код во смисла на софтверски и да во суштина не буди сомнеш кај граѓаните дека некакви врски, ингеренции, пари, што ли да е. Во блиското соседство имавме, нели, приватни болници, фатени лекари и така натаму. И јас затоа ви реков, во оваа фаза сметам, ние сме стварно во една вулнерабилна фаза на развивање на трансплантација во Македонија. Сметам дека во оваа фаза треба да има цврсти рамки, вакви законски цврсти рамки, бидејќи за тоа сме пофалени реално, ние Македонија до сега не сме имале никакви сомнежи во однос на пазарење со органи. Не би сакале ни од сега. Така, ние сме во некакви преговори за Европска унија, така за некакви преговори. Евротрансплант како една од подружниците на Европската унија, точно, тоа беше еве го поврзувам. Така. Тие па строго викаат да се држиме до овие работи. Значи строго и сме пофалени за тоа. Баш овој систем што го правиме и овој компјутерски, ова папирологија која што викаш папир стрпи се, ама не е така, зашто таа папирологија нас ни дава првоследственост, значи ние го следиме органот, следиме донорот, следиме тие што примиле, тоа е многу битно, многу важно. И втора работа, точно ги имаме на листа пациентите кои што чекаат органи. Далеко сме се уште од Евротрансплант, но мораме да фатиме чекор. Кои критериуми, дали се тоа тие критериуми што ги бараат од нас? Вака се. Многу го сакав ова да го објаснам, пошто многу има дилеми. Пациенти кои што отишле во Хрватска, па таму им е дадено, зборам од докторите, на ниво... Надеж, надеж. Даваме надеж и јас им давам надеж и јас се надвам дека стварно ќе успееме да направиме трансплантација на срце. Последниот разговор пред 2-3 дена со докторка Мирела Бушеч, националниот координатор, во кој што е конечно истигнато до неа нашето писмо кој што бараме соработка. Бидејќи веројатно тоа и тие административни моменти, никој не знае по колку канали стигнуваат. Во тој разговор јас на некој начин и протестна нота и дадов, затоа што во суштина ако лекарите во Хрватска викаат на нашите пациенти, да, не е проблем, ние ќе ве ставиме на листа, ама само направете договор, во реалноста не е баш така, затоа што Мирела, значи, Евротрансплант како таков и како Хрватска, како поединка, не може да ни даде веќе договор таков. Зошто? Затоа што Евротрансплант си направила исто како менување на преговорите во Европска унија. Значи, овие се новата правила. Но и вие ќе ни дадете. Воопшто не станува договор со Евротрансплант, не станува воопшто муабет за органи. Органи нема. Евротрансплант и тоа што ќе го пратиме сега, значи мораме до Евротрансплант да го пратиме писмото, па да во суштина они распишат тендер на која земја нас ќе ни помага. Дали ме сваќате? И тој договор би бил Basic and Teaching Agreement. Значи тоа
Евротрансплант ти нуди основа и нормално Да тргнеме едукација. од нешто. Да, нормално едукација во тој процес и помош во тој процес на нашиот. Евротрансплант би одлучиле која земја би ни помагала? Па веројатно тоа се најчесто Хрватска и Словенија, пошто се најблиски, некако сме во исти кош со Црна Гора во моментот, бидејќи имавме сличен систем. И сличен систем и веројатно, ама мора да си ги запазат тие простапките како што се во Евротрансплант. Далеку сме од Евротрансплант. Тешко е да се договорат билатерални соработки на размена на органи кои што реално морат добро правно да се етаблираат, ме сваќате. Кои какви обврски има тоа, затоа што сето тоа толку треба убаво да се обмисли, пак да не дојдеме во ситуација некој да рече дека пазаруваме со органи. Многу е чувствителна оваа тема и е многу процес кој што мора да биде легално, правно, професионално, транспарентен и рамките во кои што се движиме да биде издржан и да останеме во тие рамки. Значи не можеме многу да бегаме од рамките. Не би ни сакала искрено да ви кажам. Јас сметам дека вака како што е поставена работата е добра, да практично сите професионалци точно си ја знаеме сегментот во кој што работиме и тоа да биле сведено или забележано што е сработено и како е сработено. Да, тоа го бара и трансплант од нас. Уствари Европската комисија здравствено го бара да имаме следственост, да имаме документација, да точно знаеме кој пациент кога дошол, кој ден опериран, кој бубрек дошол, кое срце го добил, дали нормално можеби во целиот тој скрининг па има и трансмисивни болести од донорите, дарителите така. Во моментот можеби нема да бидат видливи на микробиологијата или на серологијата, но може да Значи мораме да ги следиме тие работи. И тоа го бара Значи, првото беше тоа Европската комисија за здравство која бе минатата година во Бризел, тоа се едно од начелата кој што ги следи Евротрансплант, мораме ние да ги следиме. Надвор од ова, еве да ги користиме искуствата од Хрватска земја која што беше на дното па се искачи на врвот по трансплантација. Можна ли е некаков тип на соработка? Да, мимо ова со Евротрансплант да не помагаат, да не подкренат малку. Значи Евротрансплант сега да не обучуваат. Значи многу имавме соработка и се уште имаме соработка со Хрватска. Јас за многу големи дилеми јас се јавувам, јас имам контакт со Мирела Бушич и стварно е од голема помош. И во суштина тие ни помагат, но баш е ова помошта од Евротрансплант, Basic and Teaching Agreement. Договор базичен кој што не опфаќа органи, туку опфаќа едукација, значи што е многу битно за нас. Верувајте, нас ни треба едукација во здравствениот систем во однос на трансплантација. Ние се судираме и со колеги кои што во суштина не го разбираат, затоа што реално ова не се учи ни на факултетите, за жал, кај нас во Македонија. Значи почнуваме од образовниот систем. Принципи на органодарителство. Кој може да биде, како може, што е целата постапка. Тоа треба да се учи. Се правили некаква едукација? Вака се. Предвидували тоа програмата? Прво, предвидуваме во програмата, предвидуваме едукација во здравствениот систем, значи наша внатрешна. Ние веќе имавме една на хируршки клиники минатата година во декември, во кој што беа собрани повеќе хируршки клиники, кардиохирургија, во кој имавме предавање и секој од својот аспект генерално се однесува на тоа како да препознаат, како не да само тоа, туку да целиот процес да го препознаат, плюс тоа што нас многу ни е битно да го препознаат овој дел со мозочната смрт, затоа што и како следи, и како е дека тоа е непредвидливо, можеме денес тројца да имаме 3 месеца да тоа не е нешто што предвидуваме ние. Ниту пак можеме динамиката да ја кажеме да оваа година ќе имаме, ние не можеме тоа да го кажеме. И при тоа да се слушнеме сите, во оваа година планираме да лично јас ќе одам по болници, прво во Скопје, па после и во внатрешноста, во кратки црти да го објаснам процесот, да го објаснам принципот на мозочна смрт, што значи, за да можеме да го подигнеме прво нивото на свесност кај здравствените работници, а потоа и кај граѓаните. Исто така ја аплициравме, јас извинам, ја аплициравме за една програма едукативна, која што е поврзана со трансплантација и со процесот трансплантација од починат донор, но на сите нивоа, во сите аспекти.
кој што се вика Erasmus Plus, се надевам дека ќе ја добиеме. Тоа бараше голем напор. Подразбира тоа да одат Не, тие се не подразбира едукативни програми, курсеви, да одат и ние и тука во државата. И тука во државата и надвор. Значи тоа е промена, менување на различни земји. Таму се влезени Словенија, Литванија, значи има земји од Европска унија, Романија, Бугарија, Турција. Се надам дека и ние ќе бидеме прифатени. Убаво би била таа едукација. Тоа е таа едукација која што мораме да ја работиме. И втора работа која што ќе ние внатрешно ќе мораме тоа да го работиме исто така. А што се однесува до кампања, во тој контекст се и болничките координатори, така? Болнички координатори, најмногу болничките координатори се во тој контекст, значи препознавање, разговор со фамилија, психолошки моменти, социолошки разлики, има многу тука што да се учи, верувајте. И она што е многу важно, ми се чини, можеби и најважно се органите. Да. Кога ќе се започне со кампања, дали има стратегија како тоа да се изведе, како луѓето да се запознаат со сето ова за да осознаат дека е тоа еден хуман чин и дека треба да се размислува во тој правец. Размислувавме многу за кампања, размислувавме различни мислења имавме сите и јас можам да ви го кажам моето мислење, што заклучив со текот на годините. Прво да ви раскажам како прво јас сум работела како анестезиолог на трансплантација на бубрези. Па сум била болнички координатор, па сум дошла национален координатор. На секоја оваа позиција практично ти се отвараат очите, едно други полиња отвараме пред себе. Што заклучив дека во суштина сувопарни кампањи од памфлети, билборд, памфлети, деца што ќе седат па ќе делат во кој што има некој текст, кој ќе го прочита, верувајте, јас не читам, не ги читам тие, кога ќе ми ги дадат. Дали нарацијата во суштина е можеби најдобриот начин да се добре до граѓаните и токму и оваа емисија и овој цел процес што го објаснив, тие што ќе го слушнат ќе го делот тоа е. Да го разберат дека нема дилеми во однос на мозочна смрт. Дека да, ако некој од вашите блиски им каже некој дека се сомневаме дека е мозочно мртов, дека веројатно наредното прашање кој ќе се докаже ќе биде дали ќе даруват органи. Целиот процес сакам да го објаснам и затоа сме во дилема во однос на кампањата. Дали да одиме со некаква наративна кампања заедно со вас медиумите, бидејќи вие сте со нашиот глас и реално досега добра соработка сме имале во однос на ова прашање. Дали да зборуваат пациенти кои што чекаат, дали да зборуваат повеќе и фамилиите кои дарувале. Па нивната страна да ја погледнеме, нивната емоција, нивните дилеми кои што ги имале во моментот кога одлучиле да даруваат. И сметам дека таа страна е уште по-важна во однос на дарувањето. Сте размислувале ли за верските заедници, за МПЦ, затоа што во Хрватска тоа се покажа многу успешно? Да. Со католичката црква. Па пред 10 години, мислам, или 8-9 години, не ме фаќате за збор, се актуализираше и се направи некој консензус. Мислам дека Валентина Божиновска беше вклучена во сето тоа и се направи некој консензус во кој што исламската верска заедница, православната црква и католичката црква, па мислам дека и другите цркви беа вклучени во сето тоа, во смисла на поддршка во однос на органодарителство. Интересно е што во суштина духовните или како да ги кажам религиозните водачи во суштина кога ќе седнеме и кога разговараме, не постои религија која што вика него сака и ближниот свој не му помогне. И во суштина и тоа е трансплантацијата. Ако веќе не можеме да го спасиме овој пациент, ние помагаме за живот на друг на друг органите човек. Нема да се нема поголем, нема поголем степен на човеколюбие. Не сме имале контакти со фамилии кои што баш и Оџа имале тука во присуство во преговорите, па тој бил за, но децата не биле против. Не можам да кажам дека не можам да ги генерализирам работите, веројатно би помогнало малце да уште еднаш да пристапиме кон нив и да го слушнеме нивното мислење. Веројатно тоа ќе допре до нивните верници. Претпоставувам дека тоа би бил убав начин да имаме една барем за окружување од таа страна. И претпоставувам дека ќе има и стимулација за тимот. Да. Предвидени се стимулации за тимот и тоа и се и претходно предвидени во претходните години. Тоа не се некој, како да ви кажам, никој богат нема да стане од тие пари, но е многу убаво да знаат лекарите, докторите, сестрите, значи здравствениот персонал, дека државата мисли на нив
и дека го цени тоа што го прават. Тие сите трансплантации, кога се од починат донор се случуваат, верувајте, или е празник 4 дена, или е сите се на одмор, или се, не знам, викенд продолжен, било топло, најчесто се петок, нели, како да е Марфиев закон, најчесто се петок, сабот. Ноќ е обавезно, ноќ е обавезно. Додека ова ние процесираме, ноќта дошла. Така да, тој ангажман кој што го имат, тој стварно некој ангажман кој што 24 сата трае, треба да биде видлив и треба да биде награден од државата. И она што исто битно, што би сакала да ви го кажам во разговорот со Мирела и во однос на аплицирање во ова Basic Ethical Agreement, малце се навраќам на темава, многу е важно за целиот процес да државата, значи национална стратегија да биде трансплантацијата. Да нема турбуленции во однос на партиски системи, влади и така натаму. Тоа е исто многу важно, ако ги збориме од една страна верските заедници, тогаш да ги зборуваме и политичките партии. Дефинитивно. Да, и тоа е една национална стратегија, кога во таа национална стратегија ние ќе речеме да, како што е национална стратегија во Европска унија или преговори, ме разбирате. Ова е исто многу битно, затоа што како што рече Мирела, мајо ти мора да знаеш да си устабилна воде, да некој стои за тебе. Дека нема тој што ќе дојде утре да го сруши цело тоа што се создавало сега. Да. Ете така, тоа е исто, значи верските заедници, политичките партии да се изјаснат во однос на како го гледаме, како ја гледаме иднината на трансплантацијата, како ја гледаме иднината на пациентите кои што чекаат органи. Јас ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Што дојдовте во нова и што ги објаснивте сите овие работи да ги расчистиме. Благодарам што ми овозможивте воопшто да ги објаснам, бидејќи стварно сакав да ги објаснам. Сум гостувала во многу емисии, но веројатно не сме ги фатиле вака длабоко работите, не сум допрела длабоко. Затоа сакав да биде ова интервју за да имаме време да објасниме све. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш.